Тројца иселеници од Македонска Каменица на возраст од околу 30 години загинаа во тешка сообраќајна несреќа во Италија при директен судар на две возила. Според првичните информации се работи за наши иселеници кои потекнуваат од Пеклани, Саса и Македонска Каменица. Во моментот на сударот, тројцата македонци биле во исто возило и сите тројца загинале на лице место. Во несреќата загинуло и 24 годишно момче од Асти, кое било само во вториот автомобил. Secondo quanto ricostruito, l'auto sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con il veicolo con a bordo le altre 3 vittime. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 456 del Turchino. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale di Asti. Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto sono affidate alla Polstrada. Nell'impatto sono andate completamente distrutte entrambe le auto, una delle quali è finita contro il guardrail. Несреќата се случила ноќеска во близина на италијанскиот град Ница Монферато. Нема зборови, Великден заврши на најлош начин. Пишува на социјалните мрежи регионалниот советник за транспорт Марко Габуси од Асти. Увид и истрага на местото на несреќата направила италијанската сообраќајна полиција, која потврдила дека дошло до силен директен судар при што нема преживеани. Веста за страотната несреќа и смртта на тројцата нивни сограѓани во Македонска Каменица пристигнала досна синоќа. Од општината и советот најавуваат помош за семејствата. Нормално сите сме во неверување, се работи за екстремно трагичен настан, загубени се млади животи, за жал тоа се моменти во животот што се дел од судбината, да кажеме, она што сакаме е да упатам сочувство до фамилиите за младите животи кои се изгубени и истовремено би сакал да ви информирам дека во овие моменти стапувам во контакт со претседателот на советот за да закаже воранна седница на советот на која што ќе прогласиме и ден на жалост, но и ќе бараме начин како во овие моменти да обезбедиме финансиска подршка за фамилиите на лицата кои за жал ги загубија своите животи. Во постојан контакт со семејствата си и од Министерството за надворешни работи, од каде најавија подршка за транспорт на телата. Амбасадата во Рим, како и Генералниот конзулат во Венеција, се во директен контакт со надлежните институции на Италија, од каде е добиена усна потврда за починатите наши државјани, како и за нивните податоци. Се работи за ЗС, 33 години од Македонска Каменица, АК, 31 година од селото Саса, како и ВИ, 30 години од селото Пеклјани Виничко. Представниците на конзулатот и амбасадата веќе се во контакт со дел од семејствата на починатите и ќе бидат на располагање за асистенција во врска со преносот на останките од Италија. Информираат од надворешни.